Здраво, јас сум Мики и вие гледате Инстант вести на Радио МОВ, првите македонски младински вести на Инстаграм, без Филип. Пролета пристигна во нашиот град заедно со бубачките во глава. Додека Скопје е опиено од липи и алергија, учениците се вратени во школските клупи и без маски го чекаат крајот на школската година, кој барем за средношколците ќе е ист, на 10 јуни. Во Македонија се нешто се чека. Летен распуст, одмор, сон, кимон, а бога ми се чека и Годо. На 9 мај, денот на Европа и денот на победата на фашизмот, сред Скопје беше поставена уметничка инсталација чекајќи го Годо. Герила акција беше поставена од Центарот за современи уметности, а е посветена на односот на Европската унија кон Македонија. Според организаторите, постојат огромни сличности меѓу дејството во драмата на Бекет и она во државата Македонија на незиниот пат кон евроинтеграциите, без разлика колку ова звучи смешно и апсурдно. Во меѓувреме, што се случува во светот? Од почетокот на руската инвазија во Украина, од УНХЦР велат дека повеќе од 5,5 милиони украинци ја имаат напуштено земјата. Истовремено во Украина се убиени 3153 цивили, а се смета дека вистинската бројка на загинати е многу поголема. Сепак, ситуацијата не ги спречува украинските новинари да продолжат со известување и така тие добија Пулицерова награда за храброст, истрајност и посветеност на точно информирање, која ги покажале од почетокот на руската инвазија. Со новинарите, храброст ја делат и волонтерите од украинската невладина организација Спас за животните во Украина, кои спасија 550 домашни милиници и ги пренесоа во соседните земји, конкретно во Полска, каде тие чекаат да бидат посвоени. Голем херој кучето Патрон, трагач на мини кој откри повеќе од 200 вакви експлозиви по почетокот на војната во Украина, кој доби орден за неговата служба кон земјата. На 2,5 годишниот териер одликувањето му го врачи лично украинскиот претседател Владимир Зеленски. Американскиот врховен суд донел првична пресуда да го укине преседанот Ро против Вејд, со кој се легализира абортусот на национално ниво во САД, покажува протечената нацрт одлука која објави Политико. Ро против Вејд е одлука на судот од 1973 година, со која беше признато уставното право на абортус, како и подотсежната одлука од 1992 година во случајот планирано родителство против Кейси, во која генерално беше потврдено ова право. Со незиното евентуално поништување би се активирале поединечните државни закони со кои абортусот веднаш би станал нелегален во 22 американски сојузни држави. Нови 129 места подоле на омилената ранг листа од Центарот за рангирање на светски универзитети. УКИМ е рангиран на 1964-то место на листата на 2000 најдобри универзитети во светот за академската 2022-2023 година според новото рангирање. Неголемиот македонски универзитет во споредба со минатата година забележа пат од 20 места на листата која ги оценува академските перформанси на универзитетите ширум светот. УКИМ е единствениот македонски универзитет на листата со 65,9 бодови од вкупно 100. Ако Европа не доаѓа кај нас, ние ќе дојдеме во Европа. Шампиони во Варшава. Ова е пораката која неодамна ја испрати Скопското танцово и фитнес студио Dancers United. Скопското танцово и фитнес студио во рамките на Европското првенство, одржано во Варшава со инклузивната танцова точка на лица со типичен и оние со атипичен развој, успеа да ја одбрани титулата светски прваци и да се закити со уште еден златен медал од светскиот куп. Танчерите на Dancers United се заминаа со уште неколку шампионски титули на европско ниво. Средношколецот Никола Спировски освои златен медал на овогодинешната Балканска математичка олимпијада 2022, што е прв ваков успех во македонската историја. Покрај златниот медал, македонските представници Дамјан Давков и Јан Стојановски освоја и 2 сребрени медали, додека бронзен медал освои Алекси Тасиќ. Пофалници беа доделени на Јасна Илиева и Блаже Суклевски. Од Сојузот на математичари на Македонија соопштија дека македонската екипа оваа година го постигне неголемиот екипен успех со освоени 118 поени и по бројот на освоени медали го зазеде третото место на Балканската математичка олимпијада после Романија и Грција. Во паркот пред долната зграда на Природно-математичкиот факултет, во близина на Ботаничката градина, помеѓу Зеленило и Верверички, беше отворен студентски етноклуб, замислен како место за дружба, работилници и предавања. Етноклубот е реализиран со донации од поединци, како и резултат на долгогодишната потреба и желба за ваков простор и од студентите и од вработените. Етноклубот ќе биде подеднакво отворен и за студентите и за вработените на ПМФ, а во него ќе се организираат и турнири во друштвени игри и филмски проекции.
Во средното училиште Раде Овчевски Корчагин, Скопје, ученици и професори од средни училишта од Македонија, Литванија и Хрватска садеа екокартички од кои никнуваат цвеќе пркос. Преку гестот на заедничко садење се пренесе символиката дека социјалното претприемништво е семе кое треба да расте и да се негува за општеството побрзо да ги види плодовите на солидарната економија. Во ова издание дописникот се јавува од Братислава, Словачка, каде случајно заврши по неговиот пролетен Юротрип. Не е на Юротрип, ама навистина од Братислава ни се јавува Мартин Коловски, кој ќе ни каже како е таму и зошто оваа туристичка дестинација е привлечна за младите. Здраво, здраво. Јас сум Мартин, вашиот инстант дописник за ова издание на вестите од Словачка, земјата со повеќе од 100 замоци, поточно од главниот град Братислава, каде тече реката Дунав, а кој се наоѓа и во самата близина на Австрија и Унгарија. Во градот преку ден, поточно во централното градско подрачје е доста раздвижено, а и во овој период од годината се забележуваат групи туристи. Сепак, од она што можев да го воочам, но и од разговорот со локалците, за време на работните денови, во подоснежните часови речиси целосно мирно. Некои од парковите се под клуч, а тие кои не се празни. Младите претежно излегуваат и се дружат во парковите, но и во клубовите, за време на викендите. Главната споредба која веднаш може да се воочи е сообраќајот. Јавниот транспорт е целосно хармонизиран и среден, а ги нема и некои од карактеристиките на скопскиот сообраќајен хаос. Гужвите, хаосот, свирките од автомобили и брзото возење, а животот со тоа изгледа и многу посмирен. Тоа би биле накратко моите импресии од посетата на градот. Праќам поздрав од Братислава. Довидење. Коничева! Додека година чека Европа, јапонската култура доаѓа во Скопје преку фестивалот Нихонџи, кој комбинира различни аспекти на јапонската култура, како литература, хаику, музика, косплеј, аниме, манга и гастрономија. Организаторите на фестивалот Нихонџи се Japan Net MK, а фестивалот ќе се одржи на 28 мај во јавна соба. Најавени се надпревари во Tekken 7 и косплеј. Може вака бумеранг? До 17 мај во јавна соба отворена е изложбата Tokyo Glitched на македонскиот уметник Симон Калаџиев. На изложбата ќе биде представен серијалот Tokyo City Slice, односно гличарт принтови со vaporwave vibe, опишани од Tokyo Weekender како портали кон дигиталниот универзум. Ваквите дигитални дела спаѓаат во категоријата на глич уметност, уметничка форма која намерно создава грешки во дигиталната уметност на сметка на визуелната естетика. Калаџиев ги создал овие дела во 2016-17 година, а за инспирација наведува распространетата празнина на Токио. Веројатно сум се уште многу млад, што во немите полнотни часови добивам необјаснива силна желба да станам од кревет и да трчам. Долго да трчам, низ заспаните влажни улици. Трчате на кај Бармало, таму има нов мурал од Горан Стефановски. Муралот нацртан од Блажа Танасков беше представен на 27 април по повод 70 години од раѓањето на македонскиот драматург и писател. По повод јубилејот, во паркчето кај спомен обележјето на Горан Стефановски следуваше драмски перформанс, малски драмски разговори во кои учествуваа македонски актери и актерки. Јас сум Мека Машина. Мека Машина. Панк бендот Хајка објавија нова песна, Мека Машина. Со песната го најавуваат и својот истоимен албум кој треба да излезе летово. Ручката изеде, машината е скршена. Почетокот заврши, крајот веќе пристигна. Цело време лов, не знам што е вистина. Чекам ти да спиеш, за да можам да си отидам. Јас сум мека машина, мека машина. Јас сум мека машина, мека машина. Јас сум мека машина, мека машина. Канадските астронаути кои вршат кривични дела на месечината, наскоро може да се соочат со казни според нов закон кој проширува правната јурисдикција во Вселената. Новиот закон практично го проширува канадското законодавство надвор од планетата Земја. Тоа би значило дека се што би било нелегално во Канада ќе биде нелегално и во Вселената. Законот ја опфаќа површината на месечината, како и Вселенската станица Lunar Gateway, кој ќе има клучна улога во пренесувањето на луѓето на Марс. Предложениот закон отвара и прашање за тоа дали досега канадските астронаути биле слободни да вршат нелегални активности во Вселената, како на пример кражба или насилство врз нивните колеги додека се на своите вселенски мисии. Толку за денеска. Се гледаме наскоро кога ќе му помине редот на Филип. Мики се одјавува.